Фактички во крајот на 2015 и за цела 2016 година, кога се изработи планот за реконструкција и изградба на нови училишта, предвидовме санација и реконструкција на повеќе од 60 училишни објекти за оваа календарска година. Дел од нив веќе се спроведуваат активностите, во дел од нив ќе почнат во зависности од временските услови, бидејќи на определени локации каде што треба да се заменат кровни конструкции или прозорци, мора да се обезбедат по соодветни временски услови, да дојде оној период во годината во кога може да се заменат кровови и прозорци, а истовремено и да нема присуство на ученици, така да дел од активностите ќе се спроведат во текот на летниот распуст, оние што се од најкрупен карактер во делот на реконструкциите и санациите. 60 училишни објекти на територија на цела Република Македонија, а од аспект на изградба на нови училишта, планирано е и веќе се речиси во значително напредна фаза веќе 2 училишни објекти во населбата Кисела вода, основното училиште Невена Ѓоргиева Дуња, во Ѓорче Петров основното училиште Димитрije Попгеоргиев Беровски во населбата Хром, се во навистина напредна фаза. Очекувам некаде во периодот оваа пролет да бидат финално при крај нивните активности, за да можеме некаде со почетокот на новата учебна година овие 2 училишни објекти да ги ставиме генерално во функција. Истовремено планирани се дополнителни 6 нови училишни објекти да се изградат во цврста градба на различни локации. Дополнително можеме да ви ги доставиме градовите во кои ќе се градат, и планирани се изградби на 4 модуларни или монтажни училишта за помалите населени места. Исто така доста значаен проект на Министерството за образование и наука, заради тоа што на тој начин се обезбедува гаранција на редовен образовен процес и на децата кои што живеат и функционираат во помалите населени места, дури во некои во села, за помали групи на ученици. Меѓутоа, нашата цел е да ги задржиме да продолжат да функционираат во своето населено место, така да планирани се и 4 нови модуларни училишта за 2016 година. За овие активности, за овие инвестиции одвоени се приближно половина милијарда денари или нешто над 450 милиони денари во буџетот на Министерството за образование и наука.